Започнуваме со урбаните вести. Манифестациите Баскерфест, Пиволенд и Виноскоп ќе добијат нови имиња. Ова е веста на денот, понатаму продолжуваме со насловите за денеска. Усвоена програмата за подобрување на туристичката пропаганда во Скопје. Одржана крводарителна акција во општина Газибаба. Нобеловката Уидет Бушамауи прогласена за почесен професор на ФОН. Од 6 до 8 март Мавровски меморијал. Советниците во Советот на град Скопје на денешната прва вонредна седница ги усвоија измените и дополнувањата на програмата за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во градот Скопје и програмата за финансирање на проекти од развој на занејчиство, угостителство и трговија во градот Скопје. Долгогодишната традиционална манифестација со улични изведувачи од разни делови од светот, позната како Баскерфест, од оваа година ќе се преименува во организирање манифестација со улични изведувачи, додека пак проектот Фестивал на виното Виноскоп од сега ќе биде познат како Вински фестивал, а пак називот на проектот Гурмански викенд во Скопје Пиволенд од сега ќе гласи Пивски фестивал. Оваа одлука на вонредна седница на Совет ја изгласаа советниците на град Скопје. Покрај реименувањето на културните манифестации, она што ја одбележа седницата беше препокувањето помеѓу владеачката и опозицијската група во Советот. Имено советничката од редовите на ВМРО ДПМН Елена Жугиќ обвини за нетранспарентност при избирање на членовите на управните одбори и побара нивните биографии да им бидат дадени на увид неколку дена пред самото гласање. Минатиот председателка на собранието на град Скопје, кога се именувале законски членови на надзорни и управни одбори, секој пат биле доставувани биографии за сите членови кои биле дел од управните и надзорни одбори. Прашањето е зошто сега се укинува таа пракса. И законот пропишува одредени услови да бидеш член на надзорен и управен одбор. Како што и кажав во пресод, значи се треба да си има високо образование, треба да е успешен во областа, треба да има сертификат за познавање на јазик. Зошто се кријат овие работи? Ова обвинување го демонтираше градоначалникот Петре Шилегов, кој тврди дека при секоја одлука на Советот се води сметка за регуларноста и законитоста. Апсолутно се познати луѓето за кои што се гласа. Сите луѓе ги задоволуваат законските стандарди. Тоа е нешто на кое што беше и наш императив кога се правеше, да речем, кога се составува списоците. Се друго е во рамките на вообичаената пракса при избор на членовите на управните и надзорните одбори. Дали има и партиски кадри? Има и партиски кадри, меѓутоа не се исклучиво партиски кадри. Шилегов исто така тврди дека обвинувањата се обид за дефокусирање на јавноста од неодамнишната одлука на Советот, со која на Железара и се наложува да плаќа за потрошената вода, која со одлука од 1971 година не се плаќала се досега. Класичниот обид за се дефокусира од клучното прашање што се одвиваше на минатата седница, тоа е дека конечно од 1971 година до сега за прв пат комплексот на Железарница Скопје ќе започне да плаќа вода. Обидот е омилениот тајкун на ВМРО ДПМН да се стави дефокус. Акција за дарување крв денеска се одржа во просториите на општина Газибаба. На акцијата крв даруваше и градоначалникот Борис Георгиевски, на кого ова му беше 29 пат како дарува крв. Целта на акцијата е да се покаже хуманоста и солидарноста на граѓаните преку дарување крв, која може некому да спаси и живот, а ваква акција ќе има уште 2 пати во годината. Општина Газибаба и оваа година ќе ги спроведе 3 традиционални крводарителни акции. Денеска во просториите на општина Газибаба, општината во заедничка соработка со општинската организација на Црвениот крст Газибаба и Центарот за трансфузиона медицина организираа еднодневна акција за дарување крв. Во акцијата, која беше од отворен тип, се вклучија граѓани од општината, дел од општинската администрација, како и градоначалникот Борис Георгиевски кој даруваше крв, а со тоа помогна да се зголемат крвните единици на Институтот за трансфузиона медицина во Скопје. Ова е првата тура од давање на крводарителската акција од скупните 3 во текот на 2018 година. Денеска очекуваме околу 30 крводарители кои што ќе бидат учесници нова хуманитарна акција со цел и ние како луѓе да покажеме хуманост. Јас сум
крводарите веќе повеќе од 28 пати. Исто денеска ќе го искористам правото заедно со вработените во општинската администрација да дарувам крв. Исто така ги замолам тие кои што се потполно здрави личности да можат да излезат во пресред и во наредните акции да даруваат крв, затоа што на тој начин ќе ги стимулираме и оние кои што моментов дават и да ги мотивираме и наредните наши граѓани и жители во општината Газиба до ова принципиелна, убава, хумана акција да продолжи понатака. Градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски ја истакна важноста од организирање на вакви акции, бидејќи секоја капка крв е скапоцена и може да спаси нечиј живот. Ова е прва од 3 предвидени крводарителни акции во Газибаба. Втората ќе се организира на почетокот на месец јуни, а третата во ноември, по повод денот на општината. Најбројна акција е акцијата по повод денот на општината, а на денешната акција крв дарува околу 30 на граѓани. На добитничката на Нобеловата награда за мир за 2015 година Уидет Бушамауи денеска на Универзитетот Фон и беше доделена титулата почесен професор. Нобеловката на чело на тунискиот квартет ја превземала историската улога за отпочнувањето на националниот диалог и стабилизирање на нејзината држава Тунис. Усвоен бил новиот устав на државата кој придонел за заживување на мирот и благосостојбата, како и економскиот просперитет и стабилизација на Тунис. Титулата почесен професор од страна на Универзитетот Фон денеска беше доделена на Уидет Бушамауи, добитничка на Нобеловата награда за мир во 2015 година, во конкуренција на 273 кандидати од целиот свет. Ректорот, професор доктор Нано Ружин, истакна дека доделувањето на почесната титула на Нобеловката Уидет е голема чест и гордост не само за универзитетот, туку и за нашата држава. Тој истакна дека рецензиската комисија по детално разгледување на интелектуалните и стручни капацитети на Нобеловката едногласно реши токму таа да биде предлог за добивање на почесната титула. Уидет Бушамауи е родена на 18 октомври 1961 година во Габес во Тунис. Таа во 2013 година во улога на председател на УТИКА, една од 4 организации кои го сочинуваат тунискиот квартет, ја преземала историската улога за отпочнување на националниот диалог и стабилизирање на нејзината држава Тунис. Токму тунискиот квартет на чело со Бушамауи ја добива Нобеловата награда за мир за 2015 година. Таа вели дека испраќаат мировни пораки кон светот, иако се уште има луѓе кои не сакаат да успее мировниот процес, но тоа не ја спречува да ја продолжи својата битка за мир и благосостојба во Тунис. I'm so proud. I'm so glad to be here. Thank you so much. Јас сум многу горда и задоволна што сум тука. Горда сум на мојата работа и напори. Задоволна сум и полна со радост и достоинство што сум тунижанка. Уште посрекна сум што луѓе од граѓанското општество покажаа способност да го обединат Тунис. Оваа задача не беше толку лесна. Во Тунис се уште постојат опасности. Постојат луѓе кои не сакаат да успее мировниот процес. Многу ми се закануваа и се уште ми се закануваат, но тоа не ме спречува да ја продолжиме битката, бидејќи јас ја обожувам мојата држава. Интенцијата на Комитетот за доделување на Нобеловата награда за мир е наградата за придонес кон зачувување на демократијата во Тунис. Повеќе од се, наградата е намената како охрабрување за тунискиот народ, кој покрај големите предизвици ги постави темелите на националното братство. Во 2014 година, благодарение на незината визионерска и творечка визија, со успех ги организирала председателските и парламентарните избори и истата година е означена како година на голема интерна стабилизација на Тунис, а бил усвоен и новиот устав на државата, така што Тунис постепено заживеал во мир и благосостојба, економски просперитет и стабилизација. Од Македонската опера и балет информираа дека Националниот театар од Сараево ќе гостува на годинашните мајски оперски вечери и дека во таа пригода во Скопје ќе биде потпишан меморандум за соработка помеѓу двете национални установи.
Македонската опера и балет ќе ја продлабочува соработката со Националниот театар во Сараево. Од МОП соопштија дека Националниот театар од Сараево ќе гостува на годинашните мајски оперски вечери и дека во таа пригода во Скопје ќе биде потпишан меморандум за соработка помеѓу двете национални установи. Директорот на Македонската опера и балет Ќазим Асотиќ во текот на работната средба во Сараево имал средба и со уметничкиот директор на операта Аида Чорбаџик и со директорот на филхармонијата во Сараево Самир Локванчик. Веде директорот на МОП исто така имал средба и со заменик градоначалникот на Сараево Ивица Шарик, кој е оперски солист и неколку пати гостувал на сцената на Македонската опера и балет и на фестивалот Охридско лето. На средбата се разговарало за продлабочување на соработката помеѓу двата града во областа на културата. Со поддршка на Агенцијата за млади и спорт почнува 55-тиот Мавровски меморијал. Од утре до 8 март сите љубители на спортот и влюбеници во скијањето ќе имаат можност да ги поддржат македонските скијачи. Од утре до 8 март во Македонија ќе се одржи традиционалниот 55-ти Мавровски меморијал, спортска манифестација која го промовира Маврово и Република Македонија. Директорот на Агенцијата за млади и спорт Дарко Каевски информираше дека надпреварувањето ќе биде поддржано од Агенцијата за млади и спорт. Традицијата продолжува, но и остварувањето на нашата визија да се најдеме на европската и светската елита во нордиско скиење. Јас верувам дека ќе се покажеме како добри домаќини и организатори на овој настан, кој како ФИС надпревар е еден од најдобро организираните меѓународни настани на Балканот. Токму затоа, Агенцијата за млади и спорт финансиски и логистички ја поддржува организацијата на овој меѓународен традиционален спортски надпревар. Директорот Каевски упати апел до сите љубители на спортот и сите влюбеници во скијањето да дојдат во Маврово и да ги поддржат македонските скијачи, но и да уживаат во се она што ќе го понудат надпреварувачите. Инаку надпреварот се одржува во чест на загинатите 38 градители на електросистемот Мавровска хидроцентрала и 14 храбри граничари, кои загинаа од снежната лавина во 1956 година. Македонскиот тренер Ѓоко Динески информираше дека досега на најсилното нордиско надпреварување на Балканот учество пријавиле околу 70 надпреварувачи од Македонија, Грција, Турција, Бугарија, Србија, Романија, Луксембург, а се очекува потврда од Хрватска. Очекуваме околу 40 надпреварувачи во машка конкуренција и околу 30 надпреварувачки во женска конкуренција. Во продолжение на надпреварите од Балканскиот куп, односно од Мавровскиот меморијал, по втор пат, минатата година за прв пат, оваа година по втор пат ќе организираме и надпревари за деца во две категории, односно оние деца кои немаат ФИС код. Тоа се 2003-2004 година една категорија и втората категорија ќе бидат деца родени 2005, 2006 и 2007. Исто во машка и женска конкуренција, меѓутоа ќе настапат на пократка патека 2,5 километри. На патеката Мирна долина ќе се одржат трки од 5 километри за жени и 10 километри за мажи. Од ноќеска на полноќ поскапуваат горивата. Евро Супер 98 поскапува за половина денар, додека дизелот и екстра лесното масло за домакинство поскапуваат за 1 денар. Цената на Евро Супер 95 останува непроменета. Од ноќеска на полноќ цената на Евро Супер 98 и на дизелот се зголемува, а Евро Супер 95 ќе се продава по стара цена, одлучи денеска регулаторната комисија за енергетика. Евро Супер 98 поскапува за половина денар и новата цена ќе биде 67,50 денари за литар, додека дизелот и екстра лесното масло за домакинство поскапуваат за 1 денар. Новата цена на дизелот ќе изнесува 58 денари за литар, а на екстра лесното масло за домакинство 46,50 денари за литар. Евро Супер 95 и понатаму ќе се продава по цена од 65,50 денари за литар. Зголемувањето на цените на нафтените деривати следи по покачувањето на цената на нафтата на светските пазари во изминатиот 14-дневен период. Регионалниот центар за управување со кризи информира дека утре делови од општините Аеродром и Центар ќе останат без електрична енергија.
Без електрична енергија, утре ќе останат дел од корисниците од улица 10 во село Долно Лисиче и дел од истото село во општина Аеродром, а од 8:30 до 12 часот корисниците од дел од улица Даме Груев и неколку објекти помеѓу крстосниците од булевар Партизански одреди и улица Димитрија Чуповски во општина Центар. Како што соопшти регионалниот центар за управување со кризи Скопје, по информација добиена од Ева на Македонија АД, прекинот во снабдувањето со струја е заради закажани технички зафати во дистрибутивната електромрежа. Денеска во Скопје имавме облачно време со слаб дожд. Температурата достигна до 10 степен. За утре метеоролозите најавуваат умерено облачно време со врнежи од дожд. Температурата ќе достигне до 14 степени. Во среда температурите ќе се движат од 5 до 15 степени, во четврток од 6 до 12 степени и во петок од 4 до 15 степени. Стопанската комора за туризам на Македонија реагира дека имало многу неправилности при изборот на туристички агенции за организирање училишни екскурзии, а инспекцијските служби реагираат многу споро, дури и по еден месец од евентуалното пријавување. Според комората, проблематиката е многу чувствителна, зашто се работи за околу 40.000 ученици, а организирањето на екскурзиите е сведено само на 5 до 6 од вкупно 400 агенции. Почитувани гледачи, со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас и останете понатаму со програмата на Прва Скопска. Довидување.